обращам преко видео. Регипрати ноќеска немав намера повторно да се обраќам преко видео, но многу интересни работи се случија вчера. Настани, поточно кажано. Значи вечерва деловно ќе биде само светската политичка сцена, повеќе зборувам за домашната. Прво ќе почнем од протерување на рускиот дипломат, која за мене е непромислена одлука. Инаку интересно за ова одлука имаше интервју на Стојковиќ, инаку председател Српска демократска партија, која, ако не се лажам, коалиција со на ВМРО да помане. За Спутник, кој јасно кажува дека со протерување на рускиот дипломат, пардон, премиерот Зоран Заев се додворува на ЕУ и на САД за да добие дата за преговори, вика, но тоа нема ништо да биде. Еве, мислам и го постирав и линкот на портал, може да прочитате сами. И се ми одвели оно што е вистина, дека добие на преговори, може би дата ќе добиме никош, но влегува и на Србија, не само на Македонија. Во е нешто незамислива работа, утопија, а Стојковиќ вели, вика, од тука до добивање на дата за преговори со далеко колку од тука до сонцето, од земјата до сонцето. Исто во своето интервју напоменува дека Русија христијански постапи кон нас, кога воведовме санкции, протера рускиот дипломат премиерот Зоран Заев. За мене се непромислено, она не одговори со протерување, тоа ако протера ќе останеме без представник во една огромна земја и војна сила број 1. Да и тука е прошен се руски интереси на Балканот, тие причини, но овој пат македонските граѓани нема да страдат, ќе се одржи токму на премиерот Зоран Заев, се игра со огинот. Јако се информиран, не знам колку е точно, но има и негови придици неговите семејства што да за Русија, а и во Србија е под руско влијание, треба да знае. Значи самиот се удира нож во грб за да задоволи некој апетит, а свесење дека нема да добиеме, не сме дата и да добиеме дата, мислам сега нема шанса да се добие. Така што мислам да ме непромислена работа е. Првото протерување на дипломата страда земјоделците току Струмица и од Ресен. Русија го откупуваше јаболкото во целост, после почна да купува само садници. Реков дека рускиот интерес е голем на Балканот, она ја стави шепата. А сега се додворуваш на некој давеник, за мене непромислено. САД и самата Европска унија се наоѓа во голем економски, за сад и боен колапс, може да се каже. Сад немаат ништо модернизирано, самите признаваат дека нивните авиони се застарени, да не зборам за нуклеарните, ќе треба до 30 години најмалку не поседува хиперсонично оружје. Се исплашени од самата Кина што се обидува да изгради вселенска станица, значи во овој момент е непромислено. На било чија страна се ставаш, особено кога се затегнати односи, кога не избежен конфликт меѓу големите сили, но побројатен конфликт за мене меѓу САД и Кина, тука Русија сигурно нема да мирува и многу непромислено што се работи, но тоа е негов проблем, негово размислување и проблем на неговите советници. Ја кажам дека многу непромислено направено и од овие причини веројатно и амбасадорот на Русија не даде одговор што ќе се случува. Путин трпелив, бидејќи има сега поголеми проблеми на светската, не проблеми, расчистува на сите и покажа злаби и на Чешка,
и на САД, така да няма да мълчи тук, но тук може би да е по-благ, но е, че дека не е това одлука на македонскиот народ, него е това одлука на владата која е нормално, знаем како доведено и како се поставува. Те е само ова. Сите влади до сега се поставуваат карата. Дека е тоа под притисок на САД. Но една многу друга работа за мене малку поинтересна вчера што се случи. Но верувам дека ќе биде така, че самото обвинителство дало амин Сашо Мјалков да се брани од слобода за непуни 11 милиона евра, како што Радор 10,8, не знам колку беше точно, главно над 10, значи непуни 11 милиона евра. Се покажува дека Сашо Мјалков не е толку скржав како Камчев. Камчев само 5 милиона понуди. Малко е смешно што ви кажам, но тука са сосема други игри. Сега прашање Сашо Мјалков дали ќе може на два фронта. Едниот фронт е против Мицковски, другиот на примерот Зоран Заев да му враси милото драго, како што мене е познат со 2 или 3 пресуди веќе има за него. Нормално првостепеници не се конечни, до апелација треба да одлучи, а Сашо Мјалков го држи под земјата, да се разбереме. И слобода многу порано се десува, така секој треба да промисли што прави. Но парата прави чуда. Инако интересна работа, многу не ми изненади ова одлука вчера на... Мислам, не е конечно равно донесена, али доби на амин од обвинителство, обично кога се добија амин од обвинителство, и суд одлучува по тој амин. Интересна работа ми е зашто значи пред 2-3 дена на Инфомакс порталот имаше мега интервју, чак в 2 дела, на поранешниот премиер Груевски, нормален лидер на МРД-ПМН, кој во 2 дела, значи трае некаде над 2 часа, 3 часа, колку што баѓе. Значи ова е, кај гледам ко врзани очиња со вчерашниот амин. И сега не знам кој ќе јаде така подебелиот стап. Мицковски, Мијалков или примерот Заев. Ќе биде многу интересна игра, ќе има интересни работи, не би сакал да коментирам и да анализирам. Тоа не е моја работа. Таа работа тие што ги плаќаш, што се околу нив. Да ќе биде доста интересно и треба да се гледа. Факт е дека Мицковски треба да се дисциплинира, бидејќи од локални избори, но Мјалков што тука не може нешто да направи, бидејќи за предвремени конгрес во МРД-ПМН нема шанса или милиот коалиција, а изгуби, некој ќе каже многу е тоа, па не е за него тоа многу пари, ќе ви кажам зашто. А овие кои се нема страница, доби податоци, он имаше тогаш недвижимо околу 1.200.000, така да е за него ситна работа. Факт е дека многу пари се му одземени имот, али има доволно. Но ќе биде интересна работа на некој да му земеш и 2 банки, ќе ти врати милото драго, камали кога се работи за скоро 11 милиона евра. И плюс што си го, ако си го држал во затвор, а и си добил пресуди, ти не значи дека денес кога си власт, утре одеднашка народот се крене да те трне на власт. А тие пресуди, ако си и апелација ги потврди, или следниот кој ќе оде и во МРД, ќе ги потврди, може би само ако остане пример Зоран Заев да не се потврди, да се врати на последно судење, а инаку Мицковски нема да му прости на Мјалков, тоа сигурно судот ќе потврди апелација, со што значи ќе има интересни игри, само треба да се гледа, на театар не треба да се гледа, да се оди, ја се дам заклучоци, анализи, само се поднасува кој видов, кои игри са. Ми беше јасно дека нешто се подготвува, само имав дилема што се подготвува кога го погледам уште интервјуто, што реков во 2 дела на Инфомакс или мега интервју со поранешниот премиер и лидер на
Говор допълнение Никола Груевски за Инфомакс. Не би сакал да борам много, инако, што се однесува до Русија, Русија може веднаш нема да одговори. Ќе одговори на многу поинтелигентен начин. Не верувам дека нема вакцините да ги испоруча, бидејќи знае, они имат дека населението во Македонија е анти-НАТО настроено, само власта и опозицијата. Ако се може да се најде опозицијата, тие лидери, значи само во мора да помне. И се само врховишките се за НАТО, а грото, ја тврдам дека над 50% од македонско, етнички македонци се против НАТО. И проруски, не проруски ориентирани, а против НАТО, а инако, бар последните генерации знаат една работа, ако сакаш економија да развиваш, никош не се врти кон НАТО. СФР, само за подсетување, а последните генерации знаат дека никогаш ништо скоро не изведла на запад. Значи цялата индустрија на СФР, што беше голема држава, се разбереме, беше насочена кон Русија, арапските земји и несврстана меѓу свет. Значи ние природно не припаѓаме на Евроатлантскиот пакт. Драги пријатели, ви посакувам убав вечер, поточно убав сон и размислувајте за своји глави. Не ги забележувајте на политичарите многу, бидејќи секој треба да си го одработи своето и Мицковски, и Заев, и многу други. Мислам да не ги редам сите, да не ме разберат погрешно. Никој од нив не смее да донесува собствени одлуки, него одлуки на оние што те доле на власт. Или што ти рекли почекај, па ти ќе дојдеш на власт. Добар сон и размислувајте за своја глава, што помалку партијски војници има во Македонија, Македонија може би ќе биде. Уште еднаш хубав сон.